Благодарам, председателе, почитувани колеги и колишки пратеници, почитувана македонска јавност. Драго ми е што има повеќе пријавени тукму за извештајот на Европската комисија, заради тоа што од самиот старт можеме да заклучиме дека впрочем овој извештај има и на своја специфичност, а тоа е дека се однесува за периодот септември 23 септември 24. И во споредбено со претходните извештаи кои што ние ги добиваме како држава, овој извештај има специфичноста на овој извештај се состои токму во тоа што покрива неколку влади или доколку милувате и техничка влада. Имено го покрива делот на менаџирањето на институциите на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, ја покрива техничката влада и истовремено почетокот на мандатот на владеачкото мнозинство, односно на владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Ја ги поздравувам апсолутно сите пријавени, не ни очекува впрочем дел од опозицијата да се пријават заради тоа што најверојатно почесто милуваат да повикуваат на паузи, па половина од работниот ден да го поминат на Facebook и социјални статуси, отколку да разговараат за суштината. А верувајте дека европскиот извештај е суштината за она што значи напредок и развој за државата, граѓаните и бизнис секторот. Има она што јасно во компаративно погледнато во однос на извештаите кои што ги добиваме, кои што ги правиме во парламентарниот институт, во делот на оценката или напредокот, во овој извештај споредбено со претходниот извештаен период, именно за претходниот извештаен период до 2023 оценката беше 0,3, овој пат е 3,03, а овој пат за овој извештај е 3,09. Именно се забележува тој мал тренд на подобрување или тие првични чекори кои што веле Европската комисија дека државата ја задржува амбицијата за понатамошно пристапување, односно конечно полноправно членство на Македонија во европското семејство. Се разбира дека најголемиот предизвик се уште остануваат клучните сектори или тоа од оваа перспектива се темелите, имено владењето на правото, борбата со корупцијата, јавната администрација, човековите права, заштитата на истрите, слободата на медиумите и така натака. Тоа се едни темели кои што изминатиот период во континуитет се повторуваат, но она што е многу значајно е дека после овој извештаен период со веднаш имено извештаите се почнуваат да се пишуваат веднаш откако ќе заврши извештајниот период, можеме да направиме таа јасна разлика. Зашто? Заради тоа што со пакетот на проширување пристигна и планот за раст, пристигна и реформската агенда и доколку го ги вкрстиме податоците, односно препораките и реформите кои што треба да ги имплементираме, од денешна перспектива ние можеме да кажеме дека направивме сериозен исчекор во исполнувањето на реформите. И најверојатно некој би сакал да искористи аргумент дека е субјективно заради тоа што доаѓам од парламентарното мнозинство, но апсолутно не. Најголемото признание во делот на испорачувањето на реформите, кои што се утврдени во самиот извештај, се истовремено на линија со реформите кои што се потребни со реформската агенда и планот на раст. Впрочем, признанието во делот на лидерството кое што го покажавме во делот на испорачувањето на реформите, дојде како признание од комесарката за проширување господјата Кос, но и високата представничка за надворешна и безбедносна политика господјата Каја Калас. Именно тие велат дека Македонија е лидер во испорачувањето на договорите, истовремено во испорачувањето на реформите, односно во испорачувањето на реформите кои што се однесуваат и тоа како на целите кои што се опфатени со реформската агенда, да потсетам тука е владењето на правото, борбата со корупцијата, човечкиот капитал, дигиталната транзиција, управувањето со јавните финанси и поддршката на приватниот сектор. Меѓутоа, истовремено, нешто што можеби многу малку се даде во јавноста како значење е дека Македонија останува силно посветена во делот на надворешната и безбедносната политика. Па оттука со посетата на господјата Каја Калас се отпочна првиот отворен диалог
кој што Македонија како прва земја го потпиша со Европската Унија, а се однесува на Европското партнерство за безбедност. Имено заедно со министерот за одбрана господинот Мисајловски и високата комесарка господјата Каја Калас го отпочнат првиот диалог. И тоа е неверојатен успех на Македонија како земја која што доаѓа од Западен Балкан, каде што овој пат се потврдува дека ние не сме повеќе само еден пасивен наблюдувач или слушател некаде во ќошот, туку овој пат директно учествуваме во креирањето на, би рекла, една од најсилните политики на Европската Унија, особено во еден ваков геополитички контекст, а тоа е надворешната и безбедносна политика. Тука некаде ќе завршам заради тоа што ценам дека пред нас навистина се справени големи предизвици како влада, но и како парламентарно мнозинство наследивме навистина отворени прашања за кои што ние, за разлика од претходните, навистина сме подготвени да пристапиме кон едно посериозен пристап, методолошки одржан пристап, кој што навистина крајната цел, а тоа е полноправното членство на Македонија во Европската Унија, ќе биде испорачано. Не планираме како некој предходно да се сликаме од авиони, да велиме дека го имаме датумот, па ги отпочнавме преговорите, за на крај да се доведеме до една сериозна блокада. Имено, како и сите претходни извештаи, дури кога бевме во опозиција, овој пат, особено како парламентарно мнозинство, пристапуваме многу сериозно. Реформите се веќе видливи и се мерливи. Повторно кажувам, признанието доаѓа токму од нашите европски партнери и со сигурност можам да ја уверам и македонската јавност, но и граѓаните, но и бизнес секторот, дека реформите ќе проложат и силно верувам дека следниот извештај ќе биде многу по-позитивен за граѓаните и за Македонија. Ви благодарам.